Владата не знае како да се справи со енергетската криза и покачувањето на електричната енергија која што е на повидок. Сите компании кои што се сега на слободниот пазар мака-мачат да обезбедат средства за електрична енергија, бидејќи цената на светските берези е алармантно зголемена за 4 до 5 пати. Ова денеска во Прилеп го истакна лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој предизборно го посети овој град и оствари средба со граѓаните. Според Мицковски, пред изборите Елем поделил К15, а сега немал пари да обезбеди пристоен ископ на јаглен за производство на електрична енергија, па граѓаните морале сега повторно парите преку буџетот да ги враќаат назад во компанијата. Наместо веднаш да се обезбеди газ за сите производни капацитети како што се Тето Когел, наместо веднаш да се направи сериозен план за ископ на јаглен во рек Битола наместо увезен јаглен, да се обезбеди да се планира и термоелектраната во Неготино да биде ставена во погон, бидејќи сега дури и цената на мазутот оди во прилог и таа цена на електричната енергија во Неготино би дошла со поповолна цена од увезената. Тие прават повторно некои екзибиции, 400 до 500 товарни возила треба дневно секој ден да возат јаглен од Косово, ќе ги уништат патиштата, не водат сметка за тоа и оној никаков патов дека до Прилеп кој што го прекина од Росоман ќе го доуништат. Според Мицковски, Заев не можел да донесе датум за преговори со ЕУ, затоа што за тоа требало да владее правото да има безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата, а не полициски функционери да шверцуваат дрога. Вети победа во Прилеп на локалните избори уште во првиот круг, а после 17 октомври очекувал или ново парламентарно мнозинство или предвремени парламентарни избори. Новата влада на ВМРО ДПМН пак ќе одделила 5% од буџетот на државата за субвенции на земјоделците.